Седма недела, почеток на февруари. Сега сме овде. За 5 недели е пролетна рамноденица. Зошто земјата е кружна? Причината за тоа е масата. Масата на земјата со голема сила секој дел го привлекува кон центарот. Кај астероидите не е така. Астероидите се мали небески тела и немаат доволна сила да ја соберат својата материја во сфера. Земјата има огромна маса, чија што сила неодоливо привлекува. Среќа за нас, бидејќи таа сила ги држи атмосферата и воздухот кој го дишиме. Земјината маса дава тежина, не ги држи нозете цврсто на површината на земјата и спречува нашите пријатели во Австралија да паднат во Вселената. Ја чувствувате таа сила кога се качувате по скали. Секогаш кога пробувате да се оддалечите од средината на земјата, морате да ја совладувате земјината тежа. Кога нешто ќе испуштите, веднаш го фаќа земјината тежа и тоа ќе падне. Се предпоставува дека гравитацијата поради тоа е откриена во 18-тиот век. Кога јаболкото паднало на главата на Исак Њутон, тој се запрашал зошто. Затоа што големата маса на земјата ја привлекува малата маса на јаболкото. Зошто тогаш месечината не падне на земјата? А пак земјата на сонцето? Затоа што гравитацијата не е единствена сила која што делува на планетите. Во текот на формирањето на планетите, моќната центрифугална сила ги одбива од центарот. Рамнотежата помеѓу центрифугалната сила и привлечната сила на Сонцето ги одредува орбитите на планетите. Гравитацијата е најсилна во близина на Сонцето. Привлечната сила највеќе делува на Меркур, кој е веднаш до Сонцето, затоа тој во својата орбита најбрзо се движи, со 170.000 км на час, а Земјата патува со 107.000 км на час. Земјата е подалеку од Сонцето, па привлечната сила е послаба. Брзината во нашата орбита е помала, дури и во тој случај изнесува 30 км во секунда. Замислете да поминете 30 км за една секунда. Сега нас, секој ден Сонцето не грее минута подолго. Зошто? Земјата се врти околу Сонцето, но оската е навалена секогаш во ист правец. Нашата планета никогаш не ја менува својата ориентација. Сега на јужниот пол е ден, а на северниот пол е зимска ноќ. Во текот на кружното патување, северниот пол се навалува на кај Сонцето. Затоа Сонцето вчера одело по оваа патека, а денес излегува повеќе во лево. На пладне се дига повеќе, а навечер заоѓа нешто подесно. Побарајте некој ориентир и ќе видите дека другиот ден ќе излезе нешто полево. На пладне се дига повеќе, а навечер заоѓа нешто подесно. Низ прозорецот свртен на кај југ, во зима ќе го осветлува зидот наспрема прозорецот. Сонцето секој ден ќе се крева се повисоко на небото и зраците ќе паѓаат на средина во собата. Во лето е највисоко на небото и ќе го осветлува само подот што е до прозорецот. Во текот на зимата зраците допираат до оддалечениот дел од собата. Погледнете ги зраците и замислете ја положбата на Земјата во сончевиот систем. Замислете го своето место во Вселената. Додека Земјата кружи околу Сонцето, незината оска го задржува истиот правец. Затоа оската е корисна одредница за мерење на времето. Да замислиме дека оската излегува од северниот пол како стап.
Кога ќе нацртаме часовник на мразот, сенката би го покажувала времето. Не мораме да одиме дури на северниот пол. Можеме да направиме мал модел на оска како сончев часовник. На северниот пол стапот кој ја представува земјината оска треба да стои исправено под агол од 90 степени. Во Стокхолм на 60 степени северна географска ширина да биде паралелна со оската треба да биде под агол од 6 степени. Нешто појужно во Лондон 51 степен, а на Филипините 15 степени. На екваторот стапот би морал да лежи на тлото, затоа што тлото е паралелно со оската север-југ. Нема сенка, па ни сончев часовник. Има и други сончеви часовници, сите ја следат оската север-југ. Ние не ја чувствуваме ротацијата на земјата, но можеме да ја видиме не само на сончевиот часовник, туку секаде околу нас. Секоја куќа и дрво фрлаат сенка, само треба да погледнеме. Со следењето на сенките, скоро можете да ја почувствувате ротацијата на земјата. Во сончевиот систем веќе ги запознавме нашите соседи, планетите. Ја знаеме нивната положба, брзина и движење. Меѓутоа, кометите се непредвидливи. Некои ги знаеме како Халеевата комета, која поминува на секои 76 години, некогаш се појавува нова комета како Хел-Боповата во 1997 година. Кометите се помали од планетите. Имаат елипсовидни патеки на движење. Некои доаѓаат од далечените делови на сончевиот систем, поминуваат блиску до Сонцето, а потоа повторно се оддалечуваат. Додека одат на кај Сонцето изфрлаат многу гасови и прашина. Тоа е опашката на кометата која се виори на небото, како косата на ветар. На грчки комет значи влакнест. Кометите се мали влакнести планети. Обично мислиме дека телото на кометата е напред, а опашката позади. Всушност опашката секогаш е на спротивната страна од Сонцето, затоа што струјата од честички, соларниот ветар, ја оддувува опашката на кометата. Ако нема опашка која ќе се протегнува во Вселената, кометите би биле невидливи.